Океј. Добро. Одлично. Може да почнуваме? Може слободно. И дечки, официјално на гости го имаме Бојан Пешов, нашиот... Чекај да отвориме во Не брат, после ќе отвори, не си. Отворено е. Те ноѓаме на Стрип Трип 2026 четврто и издание интересни 3 дена, многу стрипови, многу дружба, зезанци и све останато, мечеви ако не видовте многу. И као што кажа Марио, Го имаме Бојан Пешов, нашиот македонски италијанец на гости, ако може така да се каже. Бојан, кажи ми како си поминуваш прво... нашиот Горан Пандев, брат. Што? Горан Пандев од Тие се од Пандев и стрип културата. Да. Многу убаво. За мене, ја уште сега ќе ви кажа, извинјавам се, оти мојо речник е многу сиромах, оти 30 години у Италија, малце македонскиот јазик ми е Супер тие. Без не си још ништо видел. Не си још ништо видел и чул. А? Ако знаеш, можеме на англиски. Полошо. Македонски бе. Јаски не знаеме, е. На. Полошо. Јас сам чутек да изедам само толку друго. Не, ќе думаме на македонски. Не, јас се разбирам, се ово. Нормално дека некој пат ќе чуете некој бугарски збор. Од јас сум од Источна Македонија, Од кај си? од Виничко село. Аха. И поради тоа некој пат кога думам повеќе е на дијалект. Добро, па ако гледаш бугарскиот е македонски дијалект, така да. Кажи ми, мислам више може многу пати имаш раскажувана твојата приказна и ја раскажи и во стрип, во твојата графичка новела. Кажи ми, за тебе колку беше емотивно тешко да ја пишуваш таа приказна, бидејќи имаш преживеано, но сега да ја представиш во едно дело. Мојата историја ја гледах да секој пат ми било желба да искажам таа историја, посебно поврзана со татко ми, кога е бил мигрант илегален 90-те години, кога распаја се Југославија и голема криза во Македонија и ние не сме видели лично војната, ама сме видели целата криза, што е голема последица и татко ми како многу други што са били од исто село, са гледали да побегнат колку што брже може, да најдат некако некој начин да најдат по друг живот за сами себе и за фамилиите. И тоа ми беше интересно некако да го раскажам, посебно да раскажам и тоа што е животот на мигрант илегален во Италија у 90-те години, што е различно од денеска како функционира имиграција и да бидеш мигрант, посебно во Италија. У Македонија може да не е толку многу прочуем мобето, сега се скоро дума за мигранти, ама Италија е таа тема, многу е жешка тема, и на позитивно и на негативен начин. И нормално дека ја гледах некако да раскажам таа историја, ама гледајќи да имам, гледајќи да ставам маска на автор. Океј, нешто ја раскажам што е приватно, што е мое, што е поврзано со мојата фамилија и тоа што сам минали мојата фамилија првите години кога сме били у Италија со проблеми на документи, да земеш пермесо и соџорно, сите тие динамики и сето тоа што сега сите емоции кога се враќаш дома, кога се враќаш во Македонија први пат, летно време, доваѓаш последните пари ги вадиш од банката, на времето постојаше лири, и ги вадиш последните 2000 лири, 2 милиона лири, тоа са нема ни 1000 евра. Ги избереш од ти, мислејќи дека треба да потрошиш толку за попато, толку за да си купиш нешто, толку за да поправиш нешто во куќа. И тоа са били сите планови на сите мигранти, што са од диаспора после, што са се враќали секој лете во Македонија. И ние сме од меѓу првите и беше ми голема желба да раскажам таа историја. По тоа ја гледам не само да искажам таа историја, тоа што ми помогна за да не бида толку емотивен, како да ти кажа, привлечен и за да паднеш малце во тага, речи го, и толку да бидеш уклопен у историјата, ако е нешто приватно, гледах некако да раскажам како да не е моја историја, како да раскажам историјата на некој си друга фамилија, ама до некаде и тоа е и така.
ја раскажувајќи ја таа историја, гледам да раскажам историјата на многу мигранти што се го живеали истото. Не само македонци. Тоа зборам и за албанци, и за румуни, и за срби, и сите, и за за Северна Африка, Централна Африка, моментално и Азија. Има ги, сите имат нина историја што може да се раскаже. И ја кога раскажувам ја кога успеах некако да нацртам таа историја и кога читат сите тие луѓе што се втора генерација, што живеат веќе во Италија, што имат државјанство и добиват големи емоции читајќи историјата, оти имат нешто слично, поврзано, оти сите сме имали лоши моменти кога сме били мигранти првите години и убави моменти. И кога го раскажеш на повеќе публика, тоа многу брзо го прифанат и го привлечат. Дали имаше, да кажеме, некои моменти што одлучи намерно да не ги ставиш во стрипот? Некои по-лични моменти што ти се случи, ама си решил да не ги ставиш во стрипот? Да, има некои по-приватни што се поврзани ептен од мене приватен живот. Гледам гледал сам некако да ги закријам, оти тоа ти треба и малце да изградиш малце како протекција, не е само за да земеш се не е тоа финтата. Финтата е треба да имаш да балансираш автор и приватен живот. Ја не сам раскажувал мојот приватен живот, јас се земал анедоти, како се вика на македонски, случајови случки од мојот живот и сам направил мешап и после сам додал голема фикшн. Од тие до некаде 50% и фикшн. Фикшн, ја не знам дали се вика фикција. Фикција. Ете така, извинете, фикција. И гледал сам некако да балансирам тие двете страни за да не бидат толку многу да ја издадам од што е моје приватност, а до некаде и гледал сам да имам таа што е работата на автор, да раскаже на интересна историја, за да биде читана. Оти мора да ја читат, оти ти може да натрупаш и да биде превише и да не е веќе таа балансирање да го нема. И ќе може да биде многу досадно или многу ептен тешко за читање. Треба да биде интересно, треба да има јаки пораки, треба некако кога чита тај што има слични случаи поврзано со фамилија и за имиграција, сето тоа, да го чувствуват, да видат, да се најдат у тоа, а у исто време и да гледат целата слика зад ликовето и за нивната историја. За Југославија што се распаѓа, за криза, за имиграција што е од вчера, имиграцијата од денеска, разликата што е. И има многу големи разлики. Татко ми кој е бил мигрант е живеал многу големи тешкоти што денеска мигрантите ги немат тие тешкоти, а денеска има мигранти што имат големи тешкоти што ги татко ми немал. И тоа одмах кога го чита некој, одмах го прифане и го види. Без да бидеш како ти кажа, без да го објаснуваш. Ја не сакам многу да објаснувам, на мен доста ми се цртеџите, доста ми е амбиентот да го нацртам и доста се со две сени ја да дам таа порака што сакам и за читач одмах да види што сакам да раскажам. Кажи ми, после креирање на стрипов, какви емоции имаше ти лично? Дали нешто ти олеснал што ја раскажа на целата приказна или какви емоции имаше што направи вакво дело, ваква приказна? Емоциите се се поврзани со тоа дека сам завршил нешто што го сметам како многу убаво е стрипо. Не многу спрема историјата оти кога црташ многу месеци, дури некако како анестетизиран, викале се зборо, како да си отрепнан. Океј, отрепнан како да исто кога ти стават анестезија и ти не знаеш кога одиш да заболекар, не усишаш ли устата да ти ударат еден писник, не усиш. Така се чувствувах, ама емоциите доваѓаат повеќе од тоа што сам исполнила на моја желба да го направи еден мој стрип, личен стрип. Една историја што ја чувах внетре мене и да неко да искажам.
тоа е повеќе. После нормално, кога читаш првите коментари, првите фидбекови од луѓето што се читали стрипо и луѓе италијанци, на мене е чудно што италијанци читат стрип за нешто што е поврзано со Македонија, една земја што не ни знаат на картата да видат дека е, ама са толку били некако како да се макнали историјата, тегнали историјата толку многу длабоко, што се добили многу емоции и са сванали тоа што сакам да го раскажам, без да знаат ни сите динамики, сите тие детали што со војната, со какво е било у 90-те години, не е битно. Битно е дека со една со тие ликове што са една фамилија, јас сам раскажав една историја што секој може да живее. Кажи ми, знам дека, сам дознан дека во Италија работиш во издавачка куќа што се вика Тунуе, вајле на италијански? Тунуе. Но знам дека си исто така страствени гик и геймер и се останато. Кажи ми, од кај дојде љубовта према геймингот, пошто знам дека имаш цртано за Last of Us, за Zelda работи. Јас сум геймер од мал. Ја прв пат кога у 98-ма, 99-та се преселиеме на куќа, татко му иде како стражар во таа една голема куќа и работеше у Визба. Винарија, оти таа беше винари, плюс ние живеевме во куќата, он беше стражар, некој фамилија стражар на куќата и плюс винаријата, и тај што е газата на винаријата, он доваѓаше од Бријанца, там после Милано нагоре, веќе нека Швейцарија, и син му на тај газата имаше сала за видеоигри. И он имаше, ние кога идеме за добродошли, донесе еден PlayStation Cats. Крај. Тоа за мене донесе ви тај, оти там салата им може да има над 50 такија. Вика ајде ќе однесем на тие две деца тамо. Брат ми не е толку играл како јас сам. Ја за мене прва љубов PlayStation Cats. И ден денеска, ако немам време за играње, ако има некоја игра што излава нова, вчера се заебавах, зафркавах со еден мој со тие колегите тука. Пример, новата Resident Evil Requiem, јас сакам да играм, ама још у целофан, немам време. Ја играм. Ти ја играш? Ја играм у моментов, да. Окей, јас сакам, ама немам време. Па јас си наоѓам или од сабајле рано или навечер кога ќе заспиат. Немам време, оти веќе со стрипо, со работа, со порачки, нема веќе време. Кога ќе издадам новата книга, тога и знам дека ќе земаш излава одмор еден месец, ќе се затворам. Ја ќе биде затворен на година да цртам, после ќе затворам месец да играм. Ама и сате тие денови имаше State of Play на PlayStation и гледа дека ќе е Final Fantasy 7 Revolution, да. Revolution, така ќе се вика. За Final Fantasy со нема. Ја и за двете. Тоа и Metal Gear, Resident Evil и Final Fantasy. Тие ми се најомилени EP, речи го. И кој излева, вика, ќе излава на пролетта 2027, од прилика кога ќе дадам сите стрип. Супер, нека е така, добро, супер. Не, едино може да зафркне GTA 6. Што ќе искочи се. Не сум голем фан на GTA. Добро. Не сум, играл сум ги сите. Ќе играш, ама нема да играш на Ја играм, нема да играм толку многу. Да, може да ме и привлече толку многу. Пример, играл сум ја GTA, ама на PlayStation 3. Кога изгледа, после да првик заврших историјата, после не сум веќе играл. Знам дека луѓе играат 10 години онлайн GTA. Тоа не мога да го сванам, не ме интересира stand-alone, да сам да си играм. Не играм многу онлайн. Сторито. Main сторито. Да, main сторито, после другото не ме интересира. И знам дека мога да чекам за GTA 6 и ќе видим, може пак кога ќе излезе PlayStation 6 ќе е и подобра да се гледа помалку. Па чекај дали ќе искочи. Прво да искочи PlayStation. Прво GTA 6 да искочи, па после све. Тоа е тоа. Сигурно ќе играм. Сигурно. Сам ги играл сите, ама не сам ги чекал, GTA, не сам тие. Не го добивам тај јај. Игри од позади, Има што чекаат да се доиграат за да дојде наред. Да, и има и некои игри што ги многу повеќе чекаат. Ти пример
кога требаше да излаваше Diablo 3 или Diablo 4, за мене 2 чекак. Или Path of Exile 2, јас сам за RPG, или па некој Final Fantasy 16-ката кога требаше излезеш, ја чеках, а после катастрофа ми беше. Ја отпуштих одма. Да, за видеоигри ќе играме, ќе думам најшо и 5 сата за вете темата оти маци ми е мака што немам време да играм. Ама сам многу заљубен на видеоигри и кино. Знаеш што правам? Ја купам книги сега, не ги читам, тоа ми се за пензионерски денови пензија, така и ти Ко нема да видиш веќе, купуе сега игри за пензија, да можеш да си ги играш. Бобан, кажи ми за крај, ако можеш да му кажеш нешто на тој Бобан од 90-ти години, што би му кажал ти лично? на Бобан, На мали Бобан. не знам, некако не дека е тешко прашањето, колку што е неочекувано и затоа што ќе му кажам? Сигурно ќе му дам совет да ги гледа повеќе деталите и самото тоа што со родителите да гледа да и дава повеќе време, да биде повеќе со нив. Тоа мога да му да. Оти ја, ко си помислам, не сам толку време обраќав внимание, не сум били секој пат врзани како фамилија, ама годините после се расте, има си секој, ама ќе му дам повеќе, гушке си ги повеќе родителите. Напрегратка повеќе, Така, добро. некој пат си треба. Браво. Тоа. Бобан, фала ти Бобан. многу. Фала ти многу. Честа беше наша. Јас си још извинјавам за Зашто? јазикот. Нема за што да си Може сам кажал нешто на бугарски, нешто на италијански, нешто на трсински. без гале. Екипо, ние идеме да го викнеме, кај сме? Таму сме. Идеме да го викнеме другиот гостин. Stay tuned, we will be right back. Ке почијаме и назад се враќаме на гостини, кај сме на гостини е Марко Стојановиќ. Стојановиќ. Ч. Код нама е со Кјали. Стојановиќ. Тоа е Ч, кој као сака. тоа. Марко, свака година доđеш на фестивал, али никад те нема на подкаст, така да фала пуно што сме успели да те ухватимо да доđеш бар пар минута да Тоа е попричаме. мистерија е лако да се објасни. Сваки пут кад одем, ја морам да купим нешто да однесем куќи жени и ќерки и ово е задњи дан, ја увек задњи дан имате подкаст, а ја мора да идем да купим и онда кад ја купуем поклоне, ви тад раите подкаст, али сад ја не купуем поклоне и тоа е тоа. Сад добро си размислил, па јуче си Тако е, купил поклоне. Тако е. Јас сум знал за јадац. Знал сум за јадац. Кажи ми, Марко, прво, како уживаш у Strip 3 фестивал? Знам дека долазиш из прве година, знам дека се познаеш со луѓима кои организирају вич годинама уназад. Како ти се свиѓа фестивал што е у Македонија? Па јако ми се свиѓа. Ја знам и Здравка и Давора и целото екипу, Мичу, Дамјана, све njih знам јако дуго. Ми смо OGs су нешто друго, али смо сви ми у стрипу преко 20 година и онда смо неки ветерани. То су мои другари и сарадници, јас сум со свима њима нешто сараđivao. Или су код мене у Лесковцу, рецимо Давор е добио награду за најбољeg младог балканског сценаристу своевремено. И Давор е био Влад. У исто време кад сам и ја. И онда, кажем, знам их јако дуго и ја кад доđem овде, ја доđem, ево, године сам дошол у својој режи, мислим, наравно, они су ме сместили све тоа, али јас сам рекao, hoću да dođem, нема везе, дали сам позван, дали имам нешто, немам, hoću да dođem да вас видим, да се подружимо мало, добра е дружба, што би ви рекли, и лепа е, фестивал е леп и лепа е прича и hoću да подржиме. И јас сам мало овој гужви, увек сам у гужви, jer мој фестивал е за 20 дана, мање од 20 дана и тоа е увек лудница веќе код мене, али ја одвоим време, јер волим да сам овде. И волим и Скопје, волим Македонiju, мислим, волим да... То су мои јужњаци, мои људи. Реци ми, причал се многу од овома, ама вековницем. Добро? Пошто си први пут код нама, мечу нека да урадимо велики подкаст како што треба. Ова е само fast forward.
како си почнал со идеju i šta te nateralo da kreiraš vekovnici? Pa da šta, to je duga priča u suštini, ali ajde ovako jedna skraćena verzija. Početkom 2000 godina u Srbiji sad počeli su ljudi polako da rade, autori rade za strano tržište. I onda je bila neka priča, sad ćemo mi da krenemo da razvijamo neki serijal, pa ćemo da nudimo Francuzima, Amerima, a ako tamo ne prođe, onda ćemo da ga gurnemo u Srbiju. I ja, koji sam već, mislim, tad sam nešto kao mladi autor bio, ali sam bio i čitalac. Meni je to bilo uvredljivo. Jer šta sam sad ja, neki kao čitalac trećeg reda, pa ću da čitam nešto što Ameri i Francuzi neće da objave. I onda sam rekao, sad ću da probam da napravim serijal za domaću publiku, ali da se radi po standardima najvišim koji se rade za ponuditi strancima. I tad je Politik i zabavnik, ja sam imao neku saradnju. Politik i zabavnik je legendarni časopis koji mislim da može se naći u Makedoniji. On preko 80 godina izlazi i kod njih sam ja imao prolaz i kao da radimo neki serijal koji će oni da objavljuju i to su onda postali vekovnici. Serijal o besmrtnom Marku Kraljeviću i sta jednom prastarom vampiru kineskom Čenu. Oni postaju, sreću se na noć kad umire Mozart u Beču i onda doživljavaju avanture i sreću i neka mitološka stvorenja kao što su Todorci, Vodenjaci, Psoglavi, šta već srećuju i neke istorijske ličnosti kao što su Mozart, kao što su, ne znam, Stevan Sinđelić i ne znam ko još i neke književne likove kao što su Quasimodo, D'Artagnan, Dr. Faust, Frankensteinovo čovešte i onda je to krenulo i evo fast forward, evo nas skoro 20 godina, to izlazi sledeće godine, bit će 20 godina. Imamo oko 20 albuma sve zajedno i spin-offa Beskrvni i matičnog serijala i 6 integrala i izdanja i u Makedoniji i u Rumuniji, Bugarskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Grčkoj, tako da to živi neki svoj život. Jedno pitanje. Najmano li se spajaju oni na smrt? Da, ima to svoju priču, jer ako znate to o Mozartu, znate da se ne zna gde mu je grob, on je sahranjen, a kod mene u mojoj varijanti njegov grob se ne zna jer on nije mrtav, zato što je vampir postao. I to je prvi taj album, ali oni su se, ta se dešava kao film The Crow, ceo prvi album Requiem se dešava za jednu noć, tu noć kad Mozart umire i prepliću se razne radnje i to se završava bukvalno sa Mozartovom smrću i Mozart koji je sad vampir, jer nije teo da napiše, sad otkrivam neke stvari, nije teo za vampire da napiše Requiem, u stvari nije ga završio, a Requiem je misa za mrtve, oni su teli da im napravi, neki kažu da je Mozart bio glas Božji na zemlji, teli su da glas Božji na zemlji napiše himnu za njih, on je shvatio šta hoće i nije teo i platio je cenu. I zato je on, ne zna se gde mu je grob jer nije u svom grobu. Šta misliš, zašto vekovnici uspeo je da istraje 20 godina? Šta misliš da je ono ključno što ljudi vole da kupuje prikazne i stripove? Vekovnici ne postoje 20 godina zato što su strašno popularni. Oni nisu strašno popularni. Oni imaju, jer to je strip koji nije za svakog. To nije Zagor i nije Black i nije tekst koji možda sedneš i da čitaš pred spavanje 10 strana i su spavaš. To je strip koji traži da ti razmišljaš o tome što čitaš. A to automatski čini da u ovom danas gde ljudi sve manje i manje čitaju stripove, to je još ti smanjuješ sebi publiku. Ali to je kompromis koji ja nisam teo. Ja volim Sandmana, ja volim stripove koji traže mi i ja pravim takav strip. Ali, prvo ja sam uporan ko konj, a drugo, ljudima, crtačima se to sviđa. I oni hoće na tome da radi jer niko nije plaćen. Znači niko, bukvalno, ja sam radio sa oko 300 crtača sa prostora čitavog Balkana, od Turske, Grčke, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Hrvatska, Bosna, Slovenija, znači uglavnom Balkanci. Niko nije plaćen, ali ljudima se sviđa priča, sviđa im se koncept i oni, recimo, puno tih ljudi radi za neka strana tržišta i plaćeni su tamo. Znači, table plaćaju 300, 400, 500 dolara ili eura, ovde radi za džabe, a ovo je priča koju oni osjećaju kao svoju. Njima se ta priča sviđa. Ona priča se plaća, ova priča im se sviđa. I zato rade na tome i dok god budu se javljali takvi crtači veliki, i ne samo oni,
и ови млади кои ни лазе стварно се квалитетни, дотле ќе да постои вековници. Вековници имају свој крај, то не е прича која ќе трае вечно. Знам ја каде е крај, али с обзиром да ми радимо така како радимо без пара, еден албум годишни излази, така да тим темпом ја ќе их радим сигурно уште на 10-15 година, ер причу имам толкова и увек ја рецимо сада имам 10 албума наредних у некој фази рада. Неки су 40 страна, неки су 10 страна, све зависи, уклапам се кад цртачи могу да раде и паралелно се ради више прича. Така да, док то се буде објавило сад што се црта, 10 година наредних сигурно имamo. Али сви колекционари увек ме питају, па добро, неќемо ми тоа да купуваме ако се не зна крај. Зна се крај, јас сам рекол, написачу кој у амерички филмовима, и оставичу адвокату да се зна каде, ако умрем, не до Бог, превремено нешто ми се деси, отвара се из сефа и чита се како се завршавају вековници, сите ќе да знају како се завршавају. Ти радиш нешто како One Piece и Чирода. Да. Не се знае каде е крај, мислам има крај. Ја знам. Да. Ја знам. Само ти и он знају краја. Тако е. Реци ми, казал си да ќе завршите. Дали може да видиш отпосле неке иднина, ама на неко да предаш палку да продужи вековници. Ти да идеш у пензију, да кажеш тој е тоа од мене, Не. написал сум све. Не из едnog простог разлога, тоа што су вековници еден мозаик. И сваки мозаик, ја знам де му е место. Така. Значи, никој други не може да знае, jer ја имам ту целу слику. Али, рецимо, у шестом сад овој интегралу кој изашо, Простор и време, ја увек објединјувам по два објавljena албума, а овде има само еден објавljен албум. Други албум е албум кој су други људи радили. Али он не е у континуитету, он не е део официјално континуитета. Дао сам људима, тели су да раде, има ту и Руса, и Румуна, и Срба, и свашта нешто, и има и Македонаца. И рекол сам, ево вам, играјте се, очете да радите слободно, тај албум е ван континуитета, зове се Изгубљене године, он ќе да буде само интегралу, играјте се. И биче још таклих прилика, и тој ќе да буде у интегралима повремено, ali то неќе да буде део официјалног оног континуитета, jer континуитет знам само ја. Тоа е тоа, мислим, тоа е наш ко Sandman. Ти имаш Геймен, е радио Sandman, а сад онда су други радили Dreaming, ја могу да дам да се играју, ali то што е официјално, што е континуитет, то знам само ја. И како се рекол да ќе завршите прича? Не, Морачите да ме ако вам кажем морачу да вас убием, или ćete ви морати мене да убиете. едно питање. Да. Дали до сада на некога си му окажал крајот, Не. ама дали си го направил да не го свати тоа, си му смотал нешто као Меѓу редова нешто. погрешка си му окажал Не. крајот. Не, али јас сам рекол нешто што и чу и вама да кажем. У прва два албума Вековника ćete kad se završi da kažete pa sve je bilo tu. Znači, ima sve što treba da se zna u prva dva, ali znaš ono, to ti kao film Prestiž od Kristofera Nolana, Да. gde, znaš, kad znaš kraj i posle ga gledaš ponovo, ti sve vidiš da ti on sve rekao, ali ti tad nisi imao ključ da to razumeš. Tako da, kad budeš došao do kraja i kad se vratiš prva dva albuma, ti kažeš sve je bilo tu. Shutter Island. Otprilike. Само bolje. Марко, хвала ти пуно. Надам се Хвала да вама. ќе урадите подкаст дужи од ова у нашем студио. Некада можеме че ни дочи до Србија. Dođite, Па до Лесковац е близу, што? Да. dođite, mi imamo u Leskovcu, imamo i školu stripa koja postoji 31 godinu, imamo sad festival, ovaj naš Balkanska smotra koji je za 20 dana, koji je najstariji festival na Balkanu. Ove godine nam je Paul Gravet, vodeći strip teoretičar gost, pa Joe Pruitt, scenarista i urednik u Imidžu, pa još neki vrlo bitni ljudi, dolaze autori iz Rusije, iz Engleske, i sa celog Balkana i što ne biste vi bili gosti? И мало роштој ќе урадимо. Roštilj obavezno. Prvo roštilj, posle sve ostalo. Така. Хвала ти пуно. Hvala vama. Екипо, идеме по нов гостин, се враќаме за кратко. Може? Може. Најави. Океј, се враќаме. Со нас сега е
успаниот Алекса Гајич. Добро јутро. Dobro jutro, dobro jutro. Како си прво, кажи ми, како си повинуваш на Strip 3 фестивал? Ja sam profesionalni posetilac strip festivala, ovo mi je 862. I već sam se navikao na strip festivale i navikao sam sebe da uživam. I uživam, da. Evo baš me je poslala žena pitanje kako ti je, rekao sjajno. Jedemo, pijemo, crtamo, družimo se i to je to u suštini. Најбоље. Da, da. Питате, где ćeš kući? Не, нема да Ne, ovde mi je Не lepo. идам kući, да. Интересантно што јуче сам дознал за тебе, ти си еден од луѓе кои што су радели на прв долгометражни анимирани цртан филм у Србiji. Tako je, Како е било то? Односно, прво само те питам, тоа е било 2009. tako je. Ние у Македонија сме добили први долгометражни пред 2 години. Tako je, Goca Zato. Cvetanovski. Сада питање ми е, долгометражни филмове у Америци, рецимо, годинава само и 100 година. Што е оно што код нама е било толико тежи да се направи баш пред сада, да рецимо. Мислам, 2009 nije било нешто врво давно, але пак е Da. ближе. Prosto ću ti odgovoriti tradicija. Nemamo tradiciju animiranog filma. Bilo je mnogo raznoraznih primjera, autorski animirani filmovi, animirane reklame, animacija za igrice i za dugometražne igrane filmove, ali sam dugometražni film nikad nismo imali. Jedino što je se slično dešavalo i u Zagrebu, Čudesna šuma, Čarobnjakov šešir. I jednostavno, kad su ljudi čuli da hoću da pravim dugometražni animirani film, prva je reakcija bila, zašto? Ok su i ovi američki, šta će nam još i naši? Međutim, eto, ja imam tu dobru osobinu da jako lako i brzo crtam i ja nisam to shvatao kao veliki problem. Posle sam shvatio da je to ogroman problem, ali onda kad sam shvatio već je bilo kasno i mi smo već duboko ušli u film i mislim da je to nekako razlog i pričao sam sa dosta ljudi koji su pokušali da naprave dugometražni animirani film i upravo se to pokazalo kao problem izdržljivost. Taj maratonski rad da se 3-4 godine bude u nečemu, da se radi sa ljudima, da se radi sa producentima, glumcima, muzičarima i to se nekako pokaže kao veliki problem. Znaš, kad snimaš igrani film, ti to izudaraš za 3-4-5 mjeseci. Ufokusiraš se na tu jednu ideju, ali za 3-4 godine ti mnogo puta menjaš svoje mišljenje i zapitaš se da li može trebalo ovako, da li je trebalo onako, znaš. To je ono što je problem kod... Ja sam uspeo nekako da prođem kroz taj problem jer sam se nabildovao na francuskim albumima koji su trajali godinama. I onda sam nekako znao da to treba tako da tučem i istukao sam ga. Твој цели рад е посветен на футуризам, на технологија, Зашто се баш, мислам, где е љубов за да креираш технолошке приче да се деша у идина дистопија, Nekako samom sebi sam vezao ruke. Zato što sam ja rešio da filmujem strip koji je bio urađen nekih 8 godina ranije kao moj diplomski rad. I tu sam ja zapravo postavio osnovna, da tako kažem, načela tog svog filma. Ko su glavni junaci, koje je mesto, koje je vreme, koji su njihovi međusobni odnosi. Priča je drugačija, ali sve ostalo sam samo pratio ono što sam već znao. I to je nekako i dobra stvar bila zato što nikad nisam imao onaj problem o kom sam malo pre pričao da se predomislim u međuvremenu. I zbog toga je bila taj futurizam. Ali inače, na primjer, za Politikin zabavnik sam godinama radio istorijsku rubriku, gdje sam radio samo istoriju. Kad sam radio za Francuze, radio sam istorijski futurizam, da tako kažem, hune u svemiru. Radio sam dosta u reklamama, radio sam za agencije, radio sam dečije knjige, radio sam, kao što ste videli, i onaj film Crni koji je totalno distopijski, a opet socijalna kritika. Tako da zapravo ja volim jako da menjam žanrove i da menjam tehnike i to me nekako osvežava. Пошто имаш работено и у Франција и све. Шта мислиш за
како луѓе од Европа или ван света гледа на Балкану šta се ради? Дали мислиш да има неке стереотипе од какви причи изаѓају из ове регионима или како? Pa znaš kako, malo će grubo zvučati, ali gledaju na nas kao na radnu snagu. Mi smo radna snaga. Ja znam kakva je situacija u Italiji i u Francuskoj, a pričali su mi kako je u Americi i nije mnogo drugačije. Ti producenti, izdavači, urednici, oni znaju zašto smo mi tamo. Tražimo posao. I radimo ono što nam se kaže. Naravno, uvek tu ima nekih dobrih ljudi koji pokušavaju da nam udovolje time što će nam davati neki scenario koje nama prijaju. Ali dešava se mnogo puta da neko dobije da radi nešto u čemu se ne pronalazi, ali to ga lebom hrani. I to su ljudi koji žive od toga i koji sad šta da rade, znaš ono. I nekako mnogo je bolji odnos, na primjer, fanova prema nama. Oni kada dođu na ta naša potpisivanja, oni imaju nekako mnogo više simpatija, razumevanja, pričamo malo o Beogradu, o Srbiji, o Jugoslaviji, ali sami ovi urednici, izdavači, ne. Scenaristi, evo ti, crtaj, vidimo se za godinu dana kad završiš ili za 3, 4, 5 meseci. To je to, nema neke mnogo velike mistifikacije, da tako kažemo. Пред неколку дана смо имале Давор код нама на подкаст официјалну епизоду и смо причали од тебе, од твои рад и твои стрипове. Мене ми се многу свидало што ти имаш дела направени како уштрафовима, горна книга, долна книга, мислам да има и лева и десна книга. Leva, desna i sad radim na prednjoj i zadnjoj, da. To mi je bilo ono mind blowing kad sam čuo, бејќи био е девета уметност, али смо направили некој што може да се каже 9.5 уметности, пошто си урадил оно malo si preminuo granica, ako može tako da se kaže. Zato se moja knjiga, ova koju sam doneo ovde da predstavim, i zove Prošireno polje stripa. I sviđa mi se ta 9.5, ono, 9.2 verzija. Da. To je opet posledica te moje osobine da me ne drži mesto. I ja sad, pravo da ti kažem, već jedno 7-8 godina nisam radio za francuske izdavače i kad bi me zvali, pitao sam se da li bi prihvatio. S jedne strane, to jeste sjajna prilika da se čovek predstavi i da zaradi, ali sa druge strane, ja mislim da sam uradio sve što oni traže. Dotakao sam taj, da tako kažem, cilj. To treba tako da izgleda. Uradio sam 1., 2., 6., 8., 10. I to je to. Ja sad mogu da štrikam to do kraja života ako bih hteo. Ali što ne probati sa kutijama, što ne probati sa flašicama, što ne probati sa tim levim, desnim, gornjim, donjim. Ja sam studirao zapravo grafiku knjige. I meni je bilo jako interesantno jer je naš profesor donosio te pop-up knjige, ovakve knjige, onakve knjige, taj grafički inženjering je meni jako interesantno, da knjiga ne bude samo sadržaj, nego da bude i pakovanje. I to obično ljudima objašnjavam na CD-ovima i bukletima. Vi možete da dobijete CD i da ga stavite i slušate muziku. Ali dok slušate, vi otvorite onaj buklet, pa tu ima sad svašto nešto, neki 5. prolaz, srebrni prolaz, seckanja, to i Laporello, razno. To je meni bilo jako interesantno. I sad, što da ne, to je bilo i na vinil pločama, znaš, da ima dupli album. I ove moje leve, desne, gornje, donje, zapravo ljude najviše podsjećaju na te duple albume. Kad ih otvoriš, ovde ti je desna ploča i leva ploča. I tako, znaš, uvek razmišljam što ne dati nekome tu još nešto ekstra. Dobit ćete te crteže, dobit ćete i tu priču i te šale, ali eto, dobit ćete i nešto što, eto, niste tražili, a dobili ste. Nešto što može bi повише će ostati u memorijama, nešto specijalno, nešto da zna da je, ovo je Aleksa uradio. Super je ovo, stripovima, ovo je Aleksa uradio, on je napravio nešto specijalno. I eto, vidio si Davor kad na onom razgovoru, on je prvi rekao, ja tebe znam po šrafovima. Zato što je to verovatno jedini strip koji on ima da je uvezan sa šrafovima. Da.
On se verovatno ne seća šta unutra ima od stripova, ali se seća šrafova. I mnogi drugi su mi to isto rekli. Tvoj strip je iscepao moje stripove sa onim šrafovima. Naravno da im je drago u stvari. Pa onda onaj široki strip koji ne može da stane ni u jednu policu. Pa onda onaj birokratija koji je 5x5 cm. Pa ne znam, ima tu sada tih levih, desnih, gornjih, donjih. Imamo onaj na premotavanje. Što da ne, to je eto tako, prošireno. Idemo malo da probamo šta još može, ono. Reci mi, šta radiš следно ovakvo interesantno nešto? Jel imaš neka ideja za šta je следно? Da, radim sada na nečemu opet jako čudnom i jako interesantnom. Sa istim čovekom sa kojim sam radio onaj crni strip i film Kralj ničega, radim novu priču, zove se Krtica i radimo je u formi laporela. To je ono što stručno ime za ono što mi zovemo harmonikica. I ja sada radim sliku koja je pola metra puta 20 metara. Na mom stolu je sad jedna velika traka papira koju ja odmotavam i zamotavam i crtam po njoj i to će da izgleda neverovatno zato što ćemo mi to naravno da smanjimo i štampat ćemo i bili smo sad skoro u štampari baš sa tom temom kako ćemo sad mi to tehnički da radimo i onda me pohvalio i štampar i vidio je da se razumem i ja sad u te stvari kako se seče, kako se lepi, šta je ručna dorada, šta može mašinski, šta može savijačica, šta može ova mašina za bigovanje. Kroz sve sam ja to prošao sa raznoraznim knjigama do sada. Šta će da bude, hoćemo koricu da radimo u sito štampi, a ovo će ostalo da bude offset. Kako ćemo da lepimo koricu ako ne može da ide u mašinu za koričenje, nego će morati ručno da se koriči. I tako stoji jedno pitanje iza nečega što će zapravo da bude samo kao wow, šta je ovo? I to će biti strip koji može skroz da se razvuče, da bude 7 metara, a moći će da se spakuje da bude ovako knjižica kao obična knjižica. Da. A priča je inače isto jako čudna. Nekako uvek čudno pakovanje zahteva i čudnu priču. Znaš, glupo je da sve smo to smislili, a da na kraju priča bude o kauboju koji se juri sa indijancima u pustinji. I za sve ostale moje priče uvek priča prati samo pakovanje. Ako su flašice, onda je to šta se dešava u flašici. Ako je premotavanje, onda je to priča o premotavanju priče kroz glavu glavnog junaka. I tako. Da bukvalno samom sebi dam povod zašto sam radio nešto čudno. I za kraja, kakva poraka će ispratиш na ljude što žive u 2059 godinu, kad malo će biti sci-fi, ono, i kako za tebe izgleda lik od ta godina? Kako zamišljam budućnost? Da. Ja nisam neki optimist. Evo, sad sam baš pričao malo pre sa Jovanom Sekulovskim, tako malo ušli smo i u politiku i to šta nam se sprema, pa se naravno dotakli i veštačkih inteligencija, to je sada među nama stripadžijama svakako tema broj 1 i već 2 godine unazad. I tako, moram priznati, jako živimo u interesantna vremena, svašta se tu dešava, obožavam tehnologiju, stalno pratim šta se novo dešava, da li je to robotika, da li su automobili, da li su svemirska istraživanja, da li je svemirska stanica ili je, ne znam, James Webb teleskop, ali užasno me sve to interesuje. Baš zbog tog konstantnog pitanja šta će biti. I volim, na primjer, da čitam i biografije ljudi, baš da bi se nekako kroz njihov timeline projektovao šta će sa mnom biti sad 20-30 godina dalje, znaš. I naravno da nemam odgovor. Ako idemo ka realnom odgovoru, nije baš lep. Ako hoćemo da maštamo, onda da, možemo da pričamo o letećim automobilima, o nekoj utopiji, o nekom, ne znam, solar punku i tako to. I to obično kažem ljudima, kako ljude zapravo i privlači negativan scenario. Gomila stripova ima o distopijskim i onim postapokaliptičnim tematikama, a zapravo nema mnogo ljudi koji znaju da postoji, kao što postoji cyberpunk, postoji solarpunk. Solarpunk je pozitivna verzija budućnosti, ali to nikoga ne interesuje.
nema ono... Sve utopije ono da bi... Da, ja mislim da mogu da se setim 2 filma koji su napravljeni na temu solarpunka i 222 na temu cyberpunka i... Cyber i steampunk, to je to. Da, tako je, to je to. I eto, to je možda već odgovor na tvoje pitanje šta mislim. Ne baš nešto lepo, ono. Ali dobro, da uživajmo sada dok još možemo. Posećujemo strip festivale, pričajmo o stripovima, pijemo pivo, jedimo meso i bit će sve kako treba, ono. Алекса, хвала ти пуно. Hvala i vama. Надам се да ќе урадите едни велики потез код нама у студио. Ово е само fast forward edition. Da, ovo je trailer. Ja. Трейлер Да. за што ќе бити. Ja se razbore vaka, nemo, kao, kažem, se gledаме за следен гостин, дечки. Океј, дечки, се враќаме. Сега на гости го имаме Владимир Весовиќ. Владимире, кажи ми како си поминуваш овие 3 дана ту на Strip 3 фестивал у Скопје? Kako, meni je ovde fenomenalno, ja sam oduševljen, naravno, ja idem na puno festivala i prosto se ovde osjećam nekako prirodno i nekako jako prijatno. Naravno, volim da neke ljude koje znam već mnogo godina, vašu ekipu koja organizuje ovaj festival, poznajem od 2003. 2004. godine, veći deo njih i viđali smo se po drugim festivalima i u Leskovcu i na drugim festivalima i prosto mi je sad lepo, ovde se osjećam nekako normalno i prirodno, kako se zove. Многу луѓе можете да те смета како учите едно друго, али може би никад никој не ти е рекол да може ти си неко Jedi Master за многу луѓе што данас имају кариеру у стрипове овона. Колико луѓе си на колико луѓе си одржал школе, работилнице, ово оно? Pa vidi, ja vodim školu stripa, ilustracije i koncept arta Đorđe Lobačev i u septembru će biti 35 godina. Znači, kroz moju školu je prošlo zaista preko 1000 dece mladih ljudi. Naravno, nisu svi naravno otišli u tom pravcu, ali stvorilo se jedno jezgro ljudi koji su stvarno krenuli tim putem i mogu se pohvaliti da je Aleksa Gajić jedan od tih. Znači, nekoliko mojih učenika već uveliko rade stripove za Italijane, Francuze, Belgijance, za Amerikance. Ih nekoliko imamo Jovana Ukropinu, Sinošu Banovića. Znači, zaista njih nekoliko su već jako popularni, poznati u svetu stripa. Дали според тебе добар учител создава добре уметнице или уметнице пак морају да наđe нешто што нив исполнує? Što sam ja morao da napravim sistem rada u školi, jer ja imam učenike od 9 godina do 50 i nešto godina. Ja sam stvari mentor. Tako. I ja u stvari sa svakim radim kao pojedinci. I onda ja svakom pristupom pojedinačno i vidim ko su, šta su, pratim ih i od njih vidim šta mogu u kom pracu da ih usmerim. Jako je važno usmeravati mlade ljude, kazati aha, ovo je to, prosto da znaš. Recimo ja u zadnje vreme pripremam mlade ljude šta će da studiraju dalje. Pošto u Beogradu je otvoren fakultet za gaming art, diskutiranje video igara. U zadnjih 5-6 godina dosta mojih učenika je u tom pravcu otišlo. Imamo u Novom Sadu akademiju strip, ilustracija, koncept art i tamo su dosta otišli. Tako da jednostavno ja na neki način vidim u njima šta je, kako je, tako ih usmerim i oni prosto pronađu svoj neki put. Naravno, oni su većina njih sami u startu već znaju šta žele da rade. I u kom pravcu žele da idu dalje. Така. Ако видите мач уназад, според вас, дали е добро тоа што сте избрали да бидете што вас веќе издигнува? Што сте учители на многумина или ваша дела? Vidi ovako, ja sam bavim stripom skoro 50 godina i ja sam u tome, ja sam jedan od onih koji su osnovali onaj Beogradski krug 2 i to je bila jedna fenomenalna ekipa gde nismo imali da nas neko uči, pa smo morali sami da se kroz druženja učimo, a onda, pošto sam završio akademiju, preporučili su mene da ja počnem da radim tu školu stripa i ja sam negde, pošto sam morao da završim akademiju, imao sam praksu radim u školama i jednostavno sebe nikad nisam vidio kao pedagoga, ali život nas tako usmeri i meni je jako važno, meni je možda sada škola koju ja vodim najvažnija. Ja nisam odustao od svog rada, da neprekidno radim, nemam mnogo vremena da se bavim stripom
ali crtam, radim ilustracije, više nisam ukičan na onu priču ako me pozove neki izdavač, pa kao nešto uradim, ja to prosledim mojim mlađim kolegama da rade, jer je meni škola ono najvažnija i meni je škola jer ja sada radim subotom i nedeljom, radim grupno, a preko nedelje kod kuće radim pojedinačne časove, tako da je meni vreme ispunjeno zaista. Meni mnogo znači pedagoški rad sada, odnosno rad sa tim decom u mladim ljudima. To mi je važno, zaista tako, ali ne odustajemo od svog rada. Pošto živimo u време kad sve je brzo, kad sve mora odmah da se uradi. Kako vidite vi na nove studente? Da li imaju dovoljno strpljenja da urade nove stripove ili nađe neke alternativne načine da sve to uradi brže? Pa vidi, evo ja sam sad imao ovdje radionicu i tu sam sreo mlade ljude, decu neku koji su išli u ovu sad školu koja je bila ovde, sa kojima sam razgovarao i pokušao sam da vidim sa njima u kom pravcu opet njih i šta interesuje, da ih ja na neki način uspijem da im pokažem neke stvari i jednostavno svi ti mladi ljudi koji negde su sebe pronašli, pa u ovoj školi koju ste vi organizovali ovde, je već meni putokaz šta ja mogu sa njima da učinim i kako ću. Ja sad ne mogu da pričam o onoj deci mladim, jeste da su mnogi neke bozini ne znaju šta. Nažalost, srećem mlade ljude koji ne znaju šta će se sobom. To nije dobro. A naročito mi je jako tužno što srećem ljude, mlade ljude koji idu u umetničku školu, a ne znaju šta hoće tada. I to je malo bez veze, ali ja skrujem da one ljudi koji sretni, kao što sad sreo ove deci i mlade ljude, da pokušam da na neki način, i za ovo što sam, koliko sam tu malo, da im ukažem na neke stvari da treba da budu uporni u tome što žele da rade. Kako? A reci mi, da li imaš neki ljudi što su bili kod tebe u školima, što sada su, da recimo, vrlo uspešni, koji što ti se воодушевиш нивниот рад, šta su uradili, neke od pamet. Evo ti Aleksa Gajić. Dobro, on je jedan. Mislim, Aleksa Gajić, neverovatan, kažem ti. Vidi, ja sam svestan da moji učenici su odavno prevazišli mene, ali to je veliko zadovoljstvo. Pazi, zamisli pedagoga koji nije zadovoljan kad ti učenik toliko napredovan i toliko izuzetno jak. Aleksa Gajić je genijalan umetnik, razumeš, i nije on jedini iz te moje škole koji su dokazali i u stripu, i u ilustraciji, i u video igrama, i bilo gde. U Srbiji, u Beogradu, postoji jako 10-ak studija za video igre. U tih studijima imamo mnogo mojih učenika. I prosto, ja sam srećen zbog toga, razumiješ? Meni to ispunjava zadovoljstvo, jer znači da nisam potrošio bespotrebno vreme raditi sa njima, znaš? I to me zaista ispunjava. Jel ima neko delo što ušte ne ste napravili, a čuvate u sebi i što želite da uradite? Evo ovako, najveća moja želja, vidi, 35 godina skoro radim, za tih 35 godina mi smo promenili 19 prostora. Mi nemamo svoj prostor, ali smo imali dobre ljude koji su nam to davali besplatno i pomagali nam je Medhead studio za video igre, Play studio, sad nam pomažu ljudi koji organizuju strip festival Tandara Mandara u Beogradu, dobili smo te prostore. Želja je, naravno i moja, pre svega i svih mojih učenika, da jednog dana imam svoj prostor. Ja nisam kolekcionar, ali ja imam ogromnu biblioteku stripova, knjiga, artbookova i svega i ja u tim prostorima ne mogu da prezentujem sve što imam. I želja je da jednog dana imamo svoj prostor, napravimo jednu predivnu biblioteku, jedno predivno mesto gde će moći da koriste i ti mladi ljudi koji to vole i ne samo oni, nego i dece, neki mladi ljudi koji bi došli prosto da vide šta je tu, da bude za svakog otvoreno. Velika želja, naravno, ja ne znam da će se to ostvariti, ali uvek postoji ta nada i mislim da je to prava stvar koju bi ja želeo da ostvarim dok god sam u toj priči. И за крај само još jedno pitanje. Kako bi motivirali vi mlade ljude da počne da se bave sa stripovima? Da li da počne u školu, da li da počne... Gde da počne? Da, naravno. Pa dobro, ja se srećem mlade ljude koji su samo uki. Ali ako ih sretnem i pričam sa njima, zavisi da li su
ми у Бевроду или су негде другде, пошто ја радим радионице по целој Србија и шире, разумеш, зависи с колико труди. Ево, јуче и данас сам овде успоставио контакте sa nekoliko mladih ljudi koji imaju svoje Instagrame i ja imam svoj Instagram i onda da nastavimo sa neku saradnju i druženje preko Instagrama i rekao sam svima da mogu da mi postavljaju pitanje i ja ću svakome odgovoriti ako nešto prosto žele da pitaju i da možemo jedni drugi da pratimo šta radi. Ja sam oduševljen sa onim mladim ljudima, evo pričao sam sa Hemičom, kako se zove, da je on isto baš zapaljen koliko smo, on je video od sada juče neke mlade osobe koje su fenomenalne, talentovane i za koje on nije ni znao, a bavi se time što se bavi. A tek ja, znači, potrudio sam se da ovo koliko malo sam ovde, da uspostavim kontakt i nastavim kontakte sa njima. Nema veze što ja nisam ovde, ali da nastavimo kontakt, eto, preko mreže, imamo mogućnosti da imamo sad internet, imamo Instagram, imamo ArtStation, imamo Facebook. Ja sam na Facebooku i komuniciram sa mnogo ljuda. Hvala ти puno. Nema na čemu, hvala vam. Одјавете, господине. Дечки, идеме со следен гост. Да се снима? Да. Се снима цело време, не знам што сте зборал, брат. За микрофонот, ама се снимаше цело време. Ја таму бев, не Така да после ќе те... Да немаше некој модел случајно овако друго. Добро, Ќе те уценуваме за поста, брат, така да... па да не ме за да не ме уценувате, ќе ви подарам облаци како што е облачно времево. После долго време, Една за тебе, облачките пак се враќаат. А мислам дека овој облак го имам, брат. една па сменете се. Камо да имам кој... И сега ќе поише заден облак или преден облак? Абе, камо да имам ти кој го имаш? Тој го немам ја. Јо, нема. Ќе се смениме. Сменете се. Мене овој поише ми се свија. И еден културен за подкастот. Да. Камо... А вие вака треба да ги покажуваме? Да. А, да. Ово е баш као за Ова е за подкастот, подкастот еден културен. Да, Да. браво. Да не го банираат подкастот. Ако. Бе, како банира, тоа е тоа, ништо. Ќе направиме нов канал. Да, да, ќе направиме, ќе ве шернам, ја ќе ве шерне тија, ќе ве шерне Танчо, пред 3 години на ова место, без не, у МКЦ, ама на друго место, излезе една позната реченица од мене, облачињата. Да. Докај се со облачињата и како имаш напреднато овие 3 години со твоите облачиња? Па почна Искрено, искрено доста е Облачињата ти, да. у последно време, мада чатпат заврнува, да. А ако ти дувне ветер, шо правиме, брат? Отиде и облаци се. Тоа е. Ако сакам да го се снима така, да го поправам Игор Јошевски дека на отварањето на говорот кажа дека стрипот не е само облачиња. Па за мене За... Кој за шо си сака, брат? да, Тоа Не го си сака херој, него си сака облачиња, тоа е. така е. заедно си рефта со Оги се смеев, тоа и јас се смеев на Да, на за облачиња. облачиња, ба, се знае. Едно време те банира нешто на Инстаграм. Ми ставија лимит на ричот, значи да не може да ме наоѓаат луѓе што не ме следат, да не им се појавувам во кога ќе идат у срч. И за сите под 18 години не може да ме следат, тоа е се Па уште. ветер ти дувнало, брат, гледаш? Да, Ако Кажи ми, зашто преска на една изложба кажа дека црташ исклучиво рачно, дека не кеш ништо дигитално. да. Кажи ми, прво зашто е тоа и зашто се фокусира на ваков стил на цртежи? Затоа што кога ќе седнам на компјутер, со маусот се губам. Знаеш, не ми се црта со маус, јас сакам да имам нешто ако секој би имал таблет, може би цртал дигитално, ама пак некако ми фали она, знаеш, гребењето, текстурата на самата хартија. Што е? Чекај, донирете за таблет за Танчо. Да му купиме таблет. Да. Да. И купите ме честитка некоја. Ти ќе донираш за таблет? Ова везно бе, Таблет треба што да за купиме. таблет ли? Да. Абе, ќе го поздравиме Мичо, ќе му кажеме дека Данхоч не ни дават само мауси, ќе се собереме кои донации за Танчо еден таблет да земеме. Јас денеска Да, баш се се- покрив, ако за да не го плашам Мичо, ама Мичо не е тука денеска, ако. Ништо. Се замина вчера. Да. Okay. Ти се- Вчера да бев дојден со Бронксот, ако разголен се уплаши Мичо и нема. Не бе брат, сакаш на одмор да идеш, па затоа у Хавајка си се облекол.
Остај ти за Мичото. Ја го сакам на одмор, зему кавајки со Па тепих љубави го остави. Тоа мора овака да. Овој стил на цртање на дами со облаци. Зашто си фокусиран на тоа повише? Па што друго да цртам? Управо си? Па не знам бе брат, можеш некој меч да ставиш. Еве меч има тука меч. Ама сега. Ти на твојата има меч и на таа кај за подкаста таа има меч, има катана. Ако. Не, да. Стога не има ли некој? Има да, имаше во стрипот. Сега што беше? Да. Сега, да. Ти кажи нема да. Не го прави многу се слуша. А? Не го прави така се слуша многу. Мора да го држам вака дека паѓа. И мора да се потпирам со раката тука. И што пред 3 години те прашавме од кај е мотивацијата за цртање на облаци. Вака, ајде да бидам искрен сега. Ајде. Значи, јас кога почнав со уметност, прво нешто што најдов беше фан арт. Ја мислам дека фан арт е скратено од фантази арт, не знаеш што е фан арт. И тие што цртаа фан арт за Dota, за Warcraft, за така натаму, претежно цртаа женски ликови. И јас на Google укуцав фантази арт. И ми искочија Луис Ројо, ми искочија Фразета, Мило Манара, Серпиери, како беше Лорензо Спиноза и така натаму. И сега, мисля дека ја овие се мајсторите, дека овие се читат, знаеш, овие се денешните Микеланджело, Да Винчи и така натаму. Мисля дека е тоа што сите цртаат. И викам, окей, ќе научам да цртам жени. Викам, супер, знаеш, не ми смета, ќе научам жени да цртам. Прво почнав да прецртувам од нив што гледав. После тоа имаше едно списание Вест, каде што имаше една страница зграбчи го денот. И јас го зграбчувам тој денот, ако да. Зграбче. Си ја снимам ако до мене и си цртам. Да. Да си учам анатомија. Ама толку се усоврши Да. у цртањето на И после жени, нешто, што да. стекнам те банираат. И после некој време ми доаѓаат луѓе ме прашуваат, само уметници ме прашуваат или луѓе што се заинтересирани за уметноста, ме прашуваат нешто зашто само жени црташ. Ако ја викам што друго да цртам. И сега на почеток беше скроз знаеш, искрено, знаеш, како што друго да цртам, мислам дека сите тоа цртаат. И спаѓа дека не цртале сите тоа, дека само ти црташ да. и кога ова зона на самракот, викам, што се дешава тука, викам, вие не цртате жени, викам, што се дешава, знаеш. Седо тоа ми беше чудно. Ако ја мислам дека овие што се Луис Ројо, Фразета, Мило Манара, дека тие се сите што ги гледаат ако. И друго што сега да кажам, нормални луѓе не ми го поставува тоа прашање, знаеш, зошто само жени цртаат? Пошто нормални луѓе кога би знаеле да цртаат, само тоа би цртале. Значи ние што те прашуваме сме Да, вие сте нормални вако да. Ова, Рамо и кажам да. О, тебе никош не го очекува. Гледаш брат, у ствари ние сме тие што гледаме само голи женски у артовите на Танчо брат. Другите гледаат нешто, он гледа нешто друго брат. Косата, мечот, витезов. Да, Ние ги гледаме атрибутите. да. Така да Не, и тоа малце као погрешно ме сваќаат, знаеш, стрипови дека ми се еротски, баш некој ми спомна дека сум требало да направам некој си скроз на еротски стрип. Јас стрипови цртам за романтични луѓе. Ако преходниот стрип на пример, ми беше каде што уметник црта голи жени, значи му позираат, сонот станува ноќна мора и најднаш се труе он од терпентинот, се дешава на сите кога црташ да брцнеш во самиот сок место во терпентинот или во водата, зависи во што црташ, да се напие од тоа и се буди на работа каде што го седнуваат пред компјутери, го тераат да тајпува на чат GPT и така натаму. Да, Да, тие корпоративна двајца работа. кои се познати од Да, ги имам видено од некаде преку ликовите, ако ги нацртам така. Подкаст изгледа имаат пуст. Да, изгледа посесно ги имам нацртано тие Да, двајца. не знам од кај се. Ми требаше некој си фин што ќе ми биде колега и некој си што е малце нападен да ми биде газда. и без коса. Фала брат. Со коса да видам. Без коса со брада. Да, ако. Дека еше постар ке немаше го сватам толку лично, ама ајде. Овој стрип што ми е денеска за стриптип исто така е за романтични луѓе и мислам дека со овој поише
се пронаоѓаат во него бидејќи самата фантазија е нереалистична, а е присутна кај сите мачки кога сме биле млади, знаеш дека си на некој си бојно поле, дека се бориш и така натаму. А преходниот ја го направив специфично за уметници, но би можел да прија и на други луѓе. На пример, некој си како дете го гледал филмот Смртоносно оружје со Мел Гибсон и Дени Гловер и си викал, ја ќе станам полицаец, ќе бидам ко Мел Гибсон и можеме истиот стрип да го направам, каде што он ги кичми лошите момци во стрипот и наеднаш му звони телефонот и се разбудува на некој си пункт кај што му звони другар школски, може да ми ја скинеш казната, знаеш, ако да му се руши романтизирањето, на тоа како си мислел. Ја така како метек си мислел дека еден ден ќе се вработам и дека ќе го работам тоа, дека ќе цртам голе Облачиња. Облачиња, за деца сепак да. Дека ќе цртам облаци. Испаѓа дека 90% од работата се корпоративни глупости што мора да се прават. А реално кога сме биле деца никој не видел, не знам, некој си флет дизајн или нешто така на Инстаграм или на некоја си фирма и рекол, ја ќе станам уметник. Не. Јас сум видел илустрации, значи од видеоигри што правеле, од Кунка, кога црташе за Дота илустрации, ако му ги имам видено, што беше екраните, он ги правеше на лоудинг скрин на Дота, он ги правеше. Ја бев инспириран прво од такви работи. Ако од така дознав за фан арт што го погреше со фентези арт и после тоа нели дознав за други, за Клайд Калдвел, Фразета, Серпир и така натаму. Кажи ми Прв пат сериозен одговор од Танчо да. Браво. напредува 3 години. Напредува 3 години му треба На години на подкаст емисија, да. да. На подкаст ќе дојде, сакам од делце, кошулја, кравата, све озбилно да биде. Да, црна скроз. косова и да збориме за Најозбилен. Донации за да ми купите одело, ако за шијаш. Деви за тоали бе брат. Нема пари уметност Немаше ако. си бил ли на свадба некоја да? Сум бил, да. Бе па немаше одело од свадбата. Не има кошо лако да. Кажи ми со Парагон што правите? Со Парагонс работиме, значи вака, има некои што пишуваат сценарио што работат на документарен стрип. Сега веќе имаат некои си 40 на страни завршено. Само што кај мене во екипа се апла на перфекционисти, знаеш, нека да издаат нешто што нема да биде вау, знаеш. Одгора на тоа и сме хуманитарци, знаеш, гледаме да кога ќе го извадиме тоа да не биде после Мичо и требаше за пензија да штедам пари, ако вие ми ја зема работата, ако. Знаеш, гледаме да му даеме време на другите уметници пред да ги замениме. Да ги пензионирате Да. па после вие. Па паметно. Не, гледаме да им даеме време да си зачуваат пари за пензија. Аха. Або хуманитарци сме ние, мислам да. ги- Да, добро. Јасно. Колку пенчаш? 127, не стигна до 130. Значи дефинитивно ја го прогласувам Танчо за избилдираниот комик бук артист у Македонија, да. Па можеби Игор тука ми парира, не знам, Не брат. Не ти парири Игор брат. Кога се вика најдобриот билдер меѓу уметниците и најдобриот уметник меѓу билдерите. Да. сега сум усари, пред мене беше Димано. Димано, ако имате видео, Бог да го прости, значи што ми беше ментор, ми покажуваше слики од него кога бил млад на мои години. Шварценегер. Да. Шварценегер, буквално, ако. Ништо точно идеме после мога да билдаме кај тебе. Да, и Прата Home Gym, која што искрено многу се палам на твоите сториња кога ги видам. да, Ау брат, тоа Тоа се- не е убаво тоа да го кажеш брат. Не, мило ми, ама помило ми беше ако седеше женско тука ми го кажеше исто. Се палам од тоа што го прави не на него, ја не го гледам него. Ти кажа се палам. Гледај, тоа ќе видат Инстаграм. Добро му се палам посебно у шума кога иде, тоа ми е со дрвата со све. Дрвата, да, 10 лајка и ќе се фрлам у река. И стварно собираш 10 лајка да се фрлиш у река? Па да. За Па што фрла, мислиш? за Од не, мене за барем 4 чекај малку. За фрлање у река, овако мислам дека 40 ги собрав, ако. Не знам брат, ја така Толку ме сака, само- толку. Само И себе да имаш 4. Ако да, ама среќа овако сите тие што сакаа да се фрлам у река беа лајковите беа од машки, ако не беа женски.
Е, па следен пат 40 лајкови од женски и се фрлам у река. Да, може и сега да го пишам тоа. Ако Ама се кај ќе стикаме се покрај... фрлиш, брат? Не бе, Идеме ќе се река. пак идеме на овако на мостов, ако секој ќе натаму у ствари, да. Добар, тоа може да не го Канчо. правиме, ама да се Фала ти, братче, многу. Фала ви многу. Прашам, Ако пиер лицето дали добри му беа одговорите? Дали како пиер лице му беа добри одговорите? Долго ме бал, Значи, добро, убаво се изразиш. Напредуваш, Тончо. Добре. фала ви. Екипо, тоа беше тоа од нас од Тоа е тоа. Snack Trip. Немаме или имаме? Па немаме. Тија е светска класа, ако не се прашате нешто на за светот на биби работи со Мичо. Прашате како е камерата, како е. пак ни рекна, таа камера е таму, не знам дали се гледам. Дечки, вака, чао, чао. Чао, Бе, Танчо. Кажи бе чао ти, Чао. Ако... одјави се за нас тоа, тебе те фокусира. Да. Одјави се у наше име. Купете ми од честитки бе, поддржувајте ги дебели бе гикови, частете ги нека кога ќе дојдете на подкаст донесете јаде нешто од Fat Kitchen и така натаму. Следете на Instagram Paragons Comics. И да, и следен стрип трип тука да бидете сите, нека ми изговори овако сум се начукал вчера, не можам да дојдам овако, топло ми е, овако ме боли глава, температура, овако, ќе направиш време овако или ќе се пазиш овако. Да, Тоа е тоа. тоа. Како е? Чао.